Гледате ново издание на Тренинг, добро вечер. Западните сојузници го вртат грбот на Христијан Мицковски и неговиот кабинет. Сакам да видам помалку зборување од страна на премиерот, а повеќе действување во судството. Ова остро интонирана изјава Агер ја даде во интервју за ТВ Клик Плюс. Таа вели, цитирам: "Задржувањето на фокусот на јавните изјави не ги решава системските проблеми. Воопшто не ми се допаѓа состојбата во судството, каде од САД има инвестирано половина милиарда долари." Со слична констатација деновиве се огласи германската амбасадорка во Скопје. За промашени инвестиции во реформирањето на правосудниот систем пред 3 години зборуваше и тогашниот холандски амбасадор во Трилинг. Политичката логореичност на премиерот стана традиционална кога го обсервира судството и јавното обвинителство. Зашто е во право? Но зошто во владините кабинети се чуваат системските промени побарани и од Европската Унија? Семејствата на жртвите имаат право да ја добијат таа долго посакувана правда за која нон-стоп излегуваат и кажуваат дека им е потребна, но потребна им е во еден разумен рок. Ако не расчистиме ние со инсталациите на удба што ја водат државата, мислам дека нема да ја биде државата. Бидејќи во 2026 сметам дека ќе имат сериозни предизвици и ќе им биде за плачење. Проблемот е буџетскиот дефицит. Тоа е новиот долг и за тоа ќе се задолжиме. Распуштање на судскиот совет повеќе се третира како политичка мерка и мислам дека не е издржано такво нешто. Не ги разбирам луѓето кога викат не се бавам со политиката. Политиката се бави со мене, за жал. Значи, ние зависиме како уметници од политиката. Не е точно дека судиите имаат преголеми плати. Основен судија има плата некаде околу 86.000 денари. Многу внимателно да го слушаме премиерот Христијан Мицковски што зборува. Процесот за обвинетите по пожарот во Пулс започна и застанува. Од сега е мистерија како и кога до вистината и одговорноста за трагедијата. Разбирлива пресија од роднините и атак врз бранителите. Највлијателните адвокати контра обвинителството, но и судиката. Се бара ново прочистено обвинение. Гостин во ова издание на Тренинг е долгогодишната судика во Врховниот суд Вера Коцо. Добре дојдовте во емисијата, госпоја Коцо. Добре ве најдов. Дали стартот е, говорам за случајот Пулс, е индикатор дека се подготвува долгогодишен процес, што би значал дека роднините на загинатите, на повредените, всушност долго ќе чекаат вистината за виновникот и да се детектира точната одговорност за оваа трагедија? Со оглед на фактот дека се работи за многу обимен предмет, со многу обвинети, не можам однапред да прогнозирам колку ќе трае оваа постапка, меѓутоа евидентно е дека овој настан заслужува посебно внимание како од страна на судската власт, така обвинителството, но исто така и бранителите, односно адвокатите. Сакам да напомнам дека од страна на овие чинители во судската постапка се превзедоа некои мерки во однос на она што значи добивање правда во разумен рок, па така обезбедија една поадекватна просторија, сала за судење и се договорија како судиите, така и обвинителството и адвокатите дека ќе постапуваат фер во оваа постапка. Меѓутоа, со оглед на обемноста на овој предмет, како ќе се одвиваат работите понатаму, тешко е да се прогнозира во овој момент, но еве пред неколку дена веќе дојде до одлагање на рочиштето, бидејќи обвинителството поднесе некакво интегрирано обвинение, за кое не можам да коментирам, бидејќи не знам што има во тоа обвинение и како обвинителството дали нешто пропуштило или дополнува. Тие рекоа дека ова не е нешто ново, дека е дополнение, меѓутоа со оглед на фактот дека не ми се познати тие околности, ќе се воздржам од коментар. Како и да е, семејствата на жртвите
имаат право да ја добијат таа долго посакувана правда за која нон-стоп излегуваат и кажуваат дека им е потребна, но потребна им е во еден разумен рок. Паралелно со судскиот процес за трагедијата во Пулс се инициира и парламентарна анкетна комисија. Колку оваа иницијатива е издржана, дури владеачката гарнитура бара отворање на анкетна комисија за сите трагедии досегашни што се случиле во државата, вклучувајќи го и Дурмот Турс и модуларната болница, но имајќи во предвид и фактот за дел од тие случаеви за кои власта иницира анкетна комисија, тие и судски се затворени. Па власта има право, односно парламентот има право да реализира една таква анкетна комисија и да утврдува некои факти кои што тие сметаат дека се суштествени во овој момент. Меѓутоа, имајќи во предвид дека е отворена судска постапка, јас лично не гледам некоја потреба истовремено на водење на две постапки, иако мислам дека нема да биде тоа некаква пречка, судската е судска постапка, се утврдуваат други работи, овде се утврдуваат и овде некоја одговорност се утврдува, меѓутоа е сепак друго значењето на анкетната комисија, друго е на судската постапка. Иако можеби не беше најнеопходно во овој момент да се отвори и оваа постапка. Дали е тоа е во можеби во насока да се релативизира поточно и најголемиот судски процес, а тоа е трагедијата во дискотеката Пулс? Не мислам дека ќе се релативизира на тој начин. Апсолутно. Само што можеби политиката, односно извршната власт, сака на некој начин да даде свое видување на овој настан. Јас така го гледам ова прашање. Бидејќи е многу јасно дека судската постапка е друга, а ова е сосема нешто друго и нема да има некакво влијание. Меѓутоа, за јавноста е тоа многу важно и политиката секој пат сака пред јавноста да биде транспарентна, да изрази некакво чувство дека работи, дека се грижи за граѓаните и така натаму. Во случајот на Пулс се осомничени луѓе уште кога биле на функција пред 5, 6, 7, 8, па и 10 години, а изоставени се луѓе кои што се денес на актуелни високи позиции. Говорам во делот на надлежностите и одговорностите за случајот Пулс. Не ви е помалку тоа симптоматично? Видите, самото обвинение кое што опфати голем број на чинители од пред 12 години некаде, така слушнав, се поставува прашање каква е причинско-последичната врска на тие чинители, односно на тие обвинители со настанот, бидејќи мора да се има во предвид дека за да бидеш обвинет треба да има последица. Ти си направил некој пропуст, односно твоето однесување било девијантно, непотребно, било кривично опасно, но немало последица во тој период. Последицата настапува подоцна, кога ти веќе не си на функција. И тука е дискусијата на правната фела околу ова прашање. Но да се надеваме дека тие успеале некако да го поврзат овој настан целосно од сторувањето, од нивната работа во изминатиот период, па до денешните услови, односно до денешниот настан кој ја потресе македонската јавност. Вера Коцо, поранешна судика во Врховниот суд, гостинка во емисијата Трилинг. Господе Коцо, подлог период се зборува за неопходноста од подлабоки реформи во македонскиот правосуден систем. Може ли да ги детектирате во 3-4 точки клучните алки на слабости во и кај делителите на правдата и кај обвинителите? Можам да ги сублимирам проблемите во однос на она што би требало да биде реформа во смисла на подобрување на законската регулатива. Значи, потребна е добра законска регулатива. Потоа е добро, односно неопходно да се обезбеди професионален и стручен кадар. И на крајот, како трета точка, би ја нагласила, организацијата на судската власт
преку остварување на функциите на судовите, односно територијалната надлежност на судовите. Да се вратам на првата точка, односно подобрување на законската регулатива. Во изминатиот период се констатира многу слабости во регулативата. Знаете што се случи во судскиот совет. Законот за судскиот совет не содржеше јасни одредби во однос на разрешувањето на председателот на судскиот совет, па настана една ситуација која што беше осудена од јавноста и од експертите. И доведе до тоа да дојде и Осенската комисија и да вложи напори во однос на тоа да ги поентира оние одредби кои што не се соодветни во однос на она што значи судскиот совет, бидејќи тој е независен, самостоен орган на судството кој се грижи за самостојноста на судската фела. Како вие гледате на иницијативата, односно идејата која пред одреден период се заговараше, распуштање на судскиот совет? Дали таков еден рез би можел да придонесе во враќање на довербата во судството? Видите, тоа распуштање на судскиот совет повеќе се третира како политичка мерка и мислам дека не е издржано такво нешто во овој момент. Меѓутоа, што треба да направи власта? Треба да го донесе законот за судски совет што е можно побрзо. Тој требаше да биде донесен уште во јуни месец оваа година, меѓутоа еве го уште малку декември. Тој закон се наоѓа, се уште не е пред парламентот, е пред некоја Европска комисија на разгледување. Што сакам друго да поентирам? Тој закон навистина немаше соодветни одредби, па нели имаше проблеми околу изборот на членови на судскиот совет и така натаму. Оценската комисија ги поентираше сите овие проблеми и новиот предлог на закон јас не го имам видено, иако нешто имам видено, меѓутоа мислам дека сите овие подобрувања ќе бидат во однос на тоа како треба да функционира едно вакво тело. Во однос на тоа што значи, за мене е многу важно и прашањето по однос на судскиот кадар, професионален и стручен судски кадар. Како ќе го обезбедиме тој стручен и професионален судски кадар? Еве веќе отидоа голем број на судии во пензија. Академијата за судии и јавни обвинители имаше распишан еден оглас, и ако се сеќавате пред година и пол, кога беа парламентарните избори, беше стопиран тој процес на избор на слушатели во Академијата од страна на ДКСК и се уште тој процес на избор е заглавен. И сега се наоѓаме во една ситуација, ќе одат одреден број на судии и обвинители во пензија, и останува прашањето како ќе се дополнуваат судовите и обвинителствата, кога ќе нема кадар. Ограничен е бројот. Гледате вие, во сите судови има недостаток на кадар и во обвинителствата. Што ќе се случи понатаму, не знам. Меѓутоа, власта мора да обезбеди процесот или да тргне оној што беше стопиран или да даде средства за нов оглас. Господи Коцо, премиерот Мицковски од уста не го вади државниот јавен обвинител Коцевски. Дали можеби забравивме на сугестиите, препораките на германскиот правник Райнхард Прибе во делот на независноста на судството? Дали ваквиот суевиден постојан притисок од извршната власт може да даде и да води со плод? Во секој случај не е потребен притисок, бидејќи кога некој се наоѓа под притисок, може и да погреши повеќе отколку што е потребно, но во секој случај не смее било која власт, и судската, и обвинителската, не смее да биде под притисок. Мора да се остават овие функционери, чинители на оваа судска власт, правосудна власт би рекла, бидејќи и обвинителството тука спаѓа,
да бидат слободни, независни и самостојни. Како ќе ја добиеме самостојноста и независноста? Ако некој направи некоја грешка во својата работа, има инструменти за тоа да биде разрешено. Ќе се поведе дисциплинска постапка. Ете беше покрената постапка за државниот обвинител за негово разрешување, меѓутоа во моментот беше потребен, па некако се избегна тоа. Има инструменти за разрешување на состојбите, односно да биде некој сменет, но не може постојано да се кажува како судството не чини, како обвинителството не чини, а да не се гледа тоа што што треба државата, што треба власта да направи во однос на подобрување на овие работи. Господе Коцо, премиерот Мицковски и судската фела се во клинч. Судиите, односно судиите бараат зголемување на своите плати, а одговорот на председателот на владата е дека им се високи доволно платите, а имаат многу мала доверба. Не се согласувам што го слушнав на медиумите дека судиите имале преголеми плати. Ако имаме во предвид дека судскиот буџет кој што е предвиден за судството, изнесува по законот за судски буџет, треба да изнесува 0,8% од БДП, а тој едва и достигнува 0,3%. Меѓутоа, тоа е во однос на работењето на судската власт, односно функционирањето на судовите, кои што се борат со немаат хартија, тонери, принтери, скенери, немаат дактилографии, немаат за хигиенски услови, тоа е катастрофа. Во денешни услови да нема она што е основна работа на една институција е страшно. Во однос на платите, не е точно дека судиите имаат преголеми плати. Основен судија има плата некаде околу 86.000 денари. А знаете во денешни услови што значи работа на основен судија? Еве го случајот на кој што треба да се постапува за пожарот во Кочани. Тоа е обимна работа, огромна. 30 и колку? 38 обвинети се. Колку сведоци ќе пројдат? Значи, еден голем напор треба да се вложи. А платата е 86.000 денари на основните судии. На апелационите е нешто повисока, меѓутоа еве за врховните судии. Врховните судии зимаат 124.000 плата. Некаде околу 2.000 евра. Не е, како што беше кажано, дека зимаат по 180.000 денари. Може би председателот на Врховниот суд зема поголема плата, меѓутоа, ете тоа може и да се испита. Ова што беше кажано преку медиумите, може да се испита по кои основи, кои ставки и како се доаѓа до неговата плата. Видите, и неговата функција председател на Врховен суд не е мала. Дали тој е доволно способен да ја врши таа функција е друга работа. Меѓутоа има тела, има услови, судскиот совет, и за било кој, ако не ја врши својата работа, да се покрене дисциплинска постапка и да биде разрешен. Тоа не е нешто што не може да се случи. Меѓутоа, ако направиме една паралела со пратениците, пратениците зимаат по 2-3.000 евра плата, од комисија, од вамо, од таму и така натаму. А дали некој пратеник е повикан на одговорност за својата работа? Имаше еден случај, ми се чини, меѓутоа и тој заврши со интерпелација и толку беше, не се повлече. Господе Коцо, неделава е најавен акцијски план за судскиот совет за борба против корупцијата и во сопствените судиски редови за наредните 3 години. Кој уште би поверувал во реалноста ако е допуштено судија на Врховен суд да се договара за казна и примање на мито? Видите, јас секој пат кажувам дека кредибилитетот на судството е сосема опаднат. Мора тука нешто да се направи, бидејќи ако имате кредибилитет на една власт, вие фактички тоа е основата за функционирање на судскиот систем. Од овие причини мора судскиот совет да ја превземе улогата што му е наметната со самиот закон, да покренува брзи постапки доколку дојде до сознание дека некој се огрешил во својата работа. Дисциплинските постапки се предвидени и во сегашниот закон, а секако ќе функционираат и во новиот
предлог закон, односно новиот закон што ќе биде донесен. Значи, постојат инструменти за разрешување на ваквите состојби. Меѓутоа, колку судскиот совет има дигнитет и волја да го спроведе, тоа е друго прашање. Во изминатиот период имаше некое бавно темпо во однос на разрешување на судии кои се огрешиле во вршењето на својата функција, па судскиот совет многу бавно постапуваше и така натаму, и не ме чуди ако и ова сега што се заговара во тој совет е всушност од аспект на тоа да ги подобри работите во однос на ваквите состојби. Се најавува носење на нов кривичен законник после Тоа прашање. Знаете ли кривичниот закон од кога се спрема? И јас мислам дека има изготвен кривичен закон. Професорот Камбовски уште беше председател на една комисија која што изготви кривичен закон, меѓутоа тој некако не го виде светлото на денот. Настапија оние, ако се сеќавате, измени на кривичниот законник 23-та година, кога го анулира делото што беше во однос на за злоупотреба на службена положба. Злоупотреба на службена положба. И што се случи? Излегоа кривичните дела дека се застарени, се излегоа на слобода голем број обвинети, што е за жал нешто недозволено да се случува во една држава која што е правна држава, нели се трудиме да докажеме дека сме правна држава. Значи не смееме да дозволиме да се случуваат вакви работи. Мислите дека новиот кривичен законник може да донесе Новиот кривичен законник се надевам, бидејќи колку што слушам тој е во работа. Дали овој што веќе ви кажувам дека се работеше на него или е некој сосема нов, не сум запозната, но кривичниот законник слушам дека ќе ги врати овие тешки кривични дела како злоупотребата и слични на неа, кои што ќе дадат ќе доведат до една ситуација да верува јавноста, бидејќи е многу битно. Дали граѓаните веруваат во тие закони и дали има можност оние што се обвинети да бидат и осудени. Затоа се надевам дека новиот кривичен законник ќе ги исправи сите овие недостатоци кои што беа направени со оваа измена од 23-та година. Благодарам што дојдовте во емисијата. И јас ви благодарам. Ја, искрено да ви кажам, јас би ги замрзал пензиите на 2 години. Па што да живеат луѓе? А сега ќе ти кажам, ама нема за сите. Знаете ли дека само 11% од пензионерите се сиромашни, според статистика во 2023 година. 89 не се на под прагот на сиромашти. Значи само 11. Знаете дека има група на граѓани, например самохрани родители, што се по 20, 30, 40% во групата сиромашни. Самохран родител е сериозно да се во сиромаштија. Значи пензионерите не се најсиромашни. Они се втора најнесиромашна група, тоа прва најнесиромашна со 8% се вработените. Одма после нив се пензионерите. Чекај, значи што ќе направиме? Ќе ги заштитиме ранливите пензионери. Нив ќе им дадеме покачување, ќе им дадеме други услуги. Некој се паркирал пред ми се случи еден ден, не можеше да се качи во зградата затоа што има огромен X дека тука не сме да се паркира затоа што е за колички за инвалид, не можеше инвалидот едвај го искачивме преку скали, а он се паркирал таму. И јас му ги извадив. Некои само им ги дигаат нели брисачите, ја му ги извадив брисачите и му ги фрлив. Буџет 2026. Повеќе пари, пензии и ново задолжување од 2 милиарди евра за покривање на буџетскиот дефицит и отплата на доспеаните кредити. Гостин во ова издание е колегата Горан Теменугов. Теменугов, како ја читаш политиката, економска, финансиската политика на владата и новиот скроен државен буџет за идната година? Еве вака, први на почеток едно контрапрашање ќе ти поставам јас тебе. Што очекуваш од 2026 на економско поле, односно не ти барам анализа, туку чувство какво имаш, што не чека, добра ќе биде, лоша ќе биде, стандардна година. Кое ти е чувството за економијата во 2026? Тешка година.
Тешка година. Зошто те прашувам ова? Бидејќи го делам истото твое мислење и сега се размислувам да отворам бизнис кај што ќе направам соба за плаќање, кај што најскапо ќе плаќаат бизнисмените, бидејќи имаат пари, ама да се исплачат бидејќи ќе им биде и нив тешко. И ние средната слој што сме исто така средно ќе плаќаме, бидејќи нас ќе не биде тешко во целата 2026, а најефтино ќе плаќаат сиромашните и политичарите, односно ние што се во власта, бидејќи во 2026 сметам дека ќе имат сериозни предизвици и ќе им биде за плаќање, но ако не ги преземат потребните реформи и не ја прекројат како што треба буџетската каса, односно буџетот, може би нема да плаќат толку многу во 2026, но сите некаде за 2 до 3 години од сега ќе плаќаме толку многу што јас ќе оќерам од пари, бидејќи сите ќе доаѓате во таа соба да се изнаплачате како луѓе. Што гледам во буџетот за 2026 година, бројките се горе-го долу познати веќе во јавноста, дефицитот е познат, значи ќе биде некаде 637 милиона евра, 3,5% од бруто домашниот производ, растот го знаеме дека ќе биде предвиден на 3,8, а инфлацијата на 2,5, што значи некаде во 2026, на крајот од 2026, ако влеземе со 100 денари во џебот, што се вика, на крајот од 2026 година во џебот би требало да имаме, односно македонската економија да создаде 6,3 денари повеќе, односно ќе бидеме побогати за таа сума и ќе имаме 106 денари и 3 дени. Но, окей. Што гледам во бројките, јас многу сум уплашен. Повеќе сум уплашен затоа што не го добив оноа што го очекува, тоа е сериозно режење на буџетот и сериозни реформи, иако морам да кажам дека буџетот има тенденција за фискална консолидација. Растот на приходите е поголем од предвидениот раст на расходите и тоа е добро, тоа го кажа и сите економисти. Исто така, интересно е што имаме за 15% намалување на капиталните инвестиции. Ето е првата точка. Кои се причините? Прво, во буџетот за идната година има намалување на капиталните инвестиции. Потоа, треба да се раздолжиме од доспеаните долгови. Најавуваме нови задолжувања, дали со оваа креирана буџетска рамка за 2026 ќе изтераме цела година или во текот на годината, говорам за едната година, ќе треба да правиме нов ребаланс на буџетот. Секако ќе има нов ребаланс. Ребалансите се природна работа во економијата. Дали ќе имаме еден или два, ќе видиме. Некога сме имале 1-2, некога сме имале 1-2, па сме имали распределба, односно мини ребаланси, да не поминат во собрание, оделе со распределба на средства. Сме имале ние такви случаи. Ребалансот не е баук и добро е да дојде за да се согледа како е економијата. Околу задолжувањето малце ја дигаме темата многу високо и го плашиме народот, бидејќи враќаме стари долгови. И тоа е реално. Да, ќе има нови задолжувања и реално тоа се буџетскиот дефицит. Затоа го спомнав на почетокот, 630. Значи ги враќаме доспеаните долгови, но се задолжуваме повторно со голема сума. Вака, за да ги вратиме доспеаните долгови и да го финансираме буџетскиот договор, буџетскиот дефицит. Значи, ајде да го рачистиме моментот. Тоа е вртење во круг во суштина. Имаме ние долгови, должиме. Например, имаме кредит дома, ни доспева сега да го платиме. Треба да платиме за кредитот 100 денари. Ние што ќе направиме? Или да ги изведеме од џебот ако сме заштедиле во текот на годината, а не сме заштедиле, или да земеме нов кредит да го покриеме стариот со друга каматна стапка. Играта ќе биде по која камата ќе се задолжуваме. Тоа е опасноста, но генерално тој кредит што сме го имале со 100 денари треба да го вратиме со нов кредит, со нова камата и тоа ќе се оди сето тоа. Тоа се 2 милиарди денари, 2 милиарди евра се извинувам и тоа го спомна премиерот кога беше во средата. Така што тоа е факт неминовен, инаку реално според фискалната стратегија треба да се платат околу 1,2 милиарда и 300 милиони евра, но за прв пат, оноа што ја го проверив, бидејќи многу ме изненади тие 2 милиарди од каде излегуваат, бидејќи ги нема во фискалната стратегија 26-30,
А после се распрашав, ги прикажуваат и оние едногодишни државни хартии од вредност. Што значи тоа? Тие се гледаат во вкупниот јавен долг што го издава Министерството за финансии на секој квартал. Значи тие се гледаат, но не се гледаат во буџетот и во фискалната стратегија. Ја тоа не го знаев дека тоа не го прикажуваат и затоа у суштина она што банките секоја година им позајмуваат на секоја влада, не на оваа, на сите влади до сега, они ќе го вратат и затоа се 2 милиарди. Инаку според фискалната стратегија некаде околу милиарда и 300-400 милиона евра. Да, сериозно ќе биде, но мене ќе биде сервисирањето тешко, по која камата ќе биде, значи бидејќи на која рочност, колку ќе може да се задолжат, бидејќи каматите се во суштина на пример на евроврзницата ја плаќаме секоја година. Ако е висока каматата, они ќе имат и ако е на пример на милиарда евра издадена врзницата, ако е 10% каматата, тоа ќе значи годишно ќе се плаќаат по колку? 100 милиона евра. Тоа е опасноста во раздолжувањето. А дека мора да се раздолжиме, ќе се раздолжиме. Така и функциониравме. Проблемот е буџетскиот дефицит. Тоа е новиот долг. И за тоа ќе се задолжиме. Тоа е проблемот и затоа мораме да се вратиме на клучното прашање на буџетскиот дефицит. Малце премалку внимание посветуваме на тоа и владата можеше да биде малце потранспарентна околу целиот процес. Морам да те вратам на капиталните инвестиции. Бидејќи буџетскиот дефицит и капиталните инвестиции се блиско поврзани и јас во оценката на буџетот повторно ќе дојдам до капиталните инвестиции, тие се намалија 15% во споредба со претходна со оваа година 25-та, при што многу е интересно дека може малце и повеќе да ги срежат. Не 15, може и повеќе, бидејќи пред да дојдам да гостувам тука, извадив колку биле реализациите во милиони евра на капиталните инвестиции. Најголема реализација сме имале во 23-то од 750 милиона евра, што е лажна слика, затоа што тоа се префрлени пари за Бехтел и Енка, но во суштина ние можеме да реализираме на годишно ниво нашата економија, нашата администрација и економија, индустрија, се што е во држава, може да инвестира, да реализира околу 450 милиона евра капитални инвестиции. Меѓутоа, теменував ние во континуитет последниве години ни е висок буџетскиот дефицит. Последнава година и во извештајот на Европската комисија се нотира стагнација во капиталните инвестиции. Не е стагнација. Што е играта? Еве, која е играта? Се држат капиталните инвестиции секогаш над буџетскиот дефицит за да се запази онаа златно правило дека со буџетскиот дефицит се финансираат капиталните инвестиции. Затоа се 650 милиона капитални инвестиции, буџетски дефицит е 630 и тоа вака многу убаво изгледа. Иако се помалци од тоа што треба да бидат околу 900 милиона евра според фискалната стратегија, 800 милиона евра се извинувам, а околу 900 милиона долари. Значи треба да биде. Што е играта? За да се оправдаат дека уште е развоен, да можат да кажат ја држат капиталните инвестиции на 650 милиона. Но тоа не е реално. Они реално наредната година ќе спроведат 450, ќе ги направат. Остатокот до 637 од буџетскиот дефицит, тие ќе ги потрошат за друга намена. Тие нема да ги префрлат во 2027. Нешто нема да се задолжат, ќе го намалат можеби и буџетскиот дефицит, но грото од тие остатокот од 450 милиона до 600, околу 180 милиона евра што ќе им останат на име на капитални инвестиции, они ќе ги потрошат за останатите потреби на државата. И тоа е игра цело време. Тоа е игра цело време. Затоа не се реализираат, а се држат толку високи капиталните инвестиции. Може ли да се зборува дека буџетот за 2026 година е развоен? Не. Не може да се зборува. Структурата не му е развојна. На ниеден буџет во оваа држава не му е развојна структурата. Не можеме да зборуваме. Треба режење. Дали станува збор за популистички мерки? Купување на социјален мир? Па не, социјална држава сме. Нас ни е погрешно устроен буџетот од самиот почеток. А посебно уште полошо е од кога почнаа големи социјални трансфери. А големи сериозни кога почна да се билда буџетот со субвенции и социјални трансфери кои не дадоа после тоа никакви резултати. Субвенциите се голем проблем. Ама тоа почна во 2007 година. Зошто се проблем субвенциите? Например, за земјоделството зборуваме 100 милиона евра веќе се секоја година се дават. Не донесоа на вложено евро, не донесоа барем 1 евро
и евроцент да донесат добивка. Не. Горан Теменугов, гостин во Трилинг, колега Теменугов, трансфер од 1 милиарда евра од буџетот за ПИОМ за редовна исплата на пензиите и придонесите од нив. Зошто пензискиот фонд не може да живее без буџетски трансфери? Најавен е трансфери од државниот буџет за нови 200 милиони евра. Во ова студио минатата недела беше директорот на МИМО, вели ПИОМ е во добра финансиска кондиција. Во добра финансиска кондиција, кога ќе го видиме буџетот, за да функционира целиот фонд, прв, втор столб зборуваме, се да функционира, ќе има трансфери, ќе биде 150 милиарди денари. Ако ќе видиме колку се собираат од придонеси за пензиско и инвалидско осигурување, некаде се 85 милиарди денари. Генерално, за да се исплатат пензиите, недостасуваат некаде околу 40 на 42 милиарди денари. Тоа е вистинскиот трансфер и тоа се трансферира без оние што се транзициони трошоци. Тие се башка, тоа е за вториот столб. Добар, собираат пари, функционираат, но гледаме дека од година во година се префрлаат се повеќе пари и тука е најголемиот проблем со линеарното зголемување од 5000 денари што беше реализирано и од по 2000 денари, 1000 плюс 1000 што е најавено. Каде го гледаш решението во однос на стабилноста на пензискиот фонд долгорочно? Ќе треба сите да платиме цената за да биде стабилен. Али прашањето треба да се направат реформи. Фирмите, компаниите, бизнисот ќе треба да плаќа малце поголеми придонеси. Сега плаќаат 18,8, веројатно ќе треба да стигнат до 20%, односно 1,2% повеќе. Ние ќе треба како граѓани, ја, ти и сите што ги знаеме на наша возраст, помали, помлади, постари, веројатно не повеќе постари, на пример, до 50 и некоја година, да бидеме свесни дека нема да се пензионираме на 64 години, дека ќе се пензионираме на 65. Тоа е некоја математика што може и до 64,5 години да се пензионираме. Сметаш дека ќе се зголеми старосната граница? Мислам дека е нужно и неопходно. Така што мислам дека едно од мерките што ќе се направи е тоа. Да, политички е непопуларно, затоа не гледам таа храброст што треба да има оваа влада. Не би ја имало ниту друга влада, да се разбереме, не е проблемот, не е политичко опортуно тоа да го направат, но ако не преземат сериозни реформи, тогаш мислам дека нема да биде на добро. Иако во 2030 година, она што го кажа и премиерот кај мене на подкаст и она што го кажа и представниците од едно од пензиските друштва од вториот столб, се очекува сериозно релаксирање на ПИОМ во 2030, кога ќе почнат посериозно исплата од вториот столб и тоа ќе трае, сериозно ќе се зголемуваат бројот на пензионерите од втор столб и од прв столб до 2040 година. Дали преку линеарното зголемување на пензиите, всушност на мала врата се враќа она урамниловка од времето на комунизмот и дали линеарното зголемување всушност ќе треба да се решава преку судска разврска, она зашто уставниот суд? Тука имам расправа и со други колеги. Јас не гледам лошо на линеарно зголемување. Ја гледам зголемување, искрено да ви кажам, јас би ги замрзал пензиите на 2 години. Па од што да живеат по една? Сега ќе ти кажам, ама нема за сите. Знаете ли дека само 11% од пензионерите се сиромашни, според статистика во 2023 година. 89 не се под прагот на сиромашти. Значи само 11. Знаете дека има група на граѓани, например самохрани родители, што се по 20, 30, 40% во групата сиромашни. Самохран родител е сериозно да си во сиромаштија. Значи пензионерите не се најсиромашни. Они се втора најнесиромашна група, прва најнесиромашна со 8% се вработените. Одма после нив се пензионерите. Чекај, значи што ќе направиме? Ќе ги заштитиме ранливите пензионери. Дали оваа политика економска, овие мерки кои што се прават, се најавуваат, се во насока на можни предвремени парламентарни избори? Не, го слушнав вака. Една работа што ги замолувам сите колеги кога одиме на настани, јас одам на настани и уживам во тоа, многу внимателно да го слушаме премиерот Христијан Мицковски што зборува.
како ретко кој политичар во изминативе 10 на 15 години, претходно имаше такви политичари, кога зборуваа, кажуваат се што треба да се каже и има нијансирање во нивните изјави. И многу често ги опоменувам моите колеги да слушаат до крај што зборува, бидејќи кажува што се следните чекори што можеме да очекуваме. Еве да те побијам. Не очекувам избори. Ги кажа, рече, не вели во политиката никогаш, дека нема да се стори, се е можно, но не е оправдано. Затоа што имаме тешки економски години, тешка економска година. Дали не те плаши скандалот со ИПАРТ и злоупотребата на европски пари? Не. Зашто ќе ме плаши? Ако нема судска разврска, ако не постапат институциите, ако го оставиме под тепих, ако тие што се виновни не завршат во ќорка, тоа ме плаши. Али ова што се случи, треба да се случи. Подобро сега да знаеме на што сме и да се разреши. Проблемот не е секаде има криминал, секаде има неправилности во работењето. Проблемот е кога не се решаваат проблемите. Тука е да станува целата работа. Зошто да ме плаши нешто кога постапува институција и се открило? Зошто би ме плашило? Не, напротив, јас сакам да трпам, ама да се реши. Нека не ги има тие пари 2 години, 3 години, ама кога ќе дојдат вистински пари, да завршат каде што ќе треба и да нема криминал. Така се размислува. Ама кај нас сакаме се нешто одма, се веднаш, сега парите. Да, проблем е што ќе ги нема, но поголем проблем ќе биде ако не се реши случајот. Благодарам, Горан Теменугов, гостин во емисијата. Филмската камера го сака, а тој му припаѓа на театарот. Глумеше во Шангај, Генерал, Убица мога отца, човекот кој не беше таму, со актерскиот талент го освои и Холивуд. You have big balls. Добре за Висар Вишка. Добро ве најдов. Што значи Холивуд е Холивуд? Зошто Висар Вишка повеќе е надвор, отколку дома замрзнат сте во МН-та? Замрзнат и во МН-та, и во филмската индустрија, и секаде на црна листа. Последниве години, да кажам, скрос. Значи, имаше единствено еден режисер се осуди да ме зема за еден филм. И имаше огромни пречки, огромни до заменици, што се вика, заменик премиер до министри му се јавувале никако Висар Вишка да го земеш. Но тој вика без Висар Вишка не го правам филмот. И тоа го кошташе илјадници евра во спонзорства му ги откажа, му ги правеа, значи една таква што се вика deep state или но тој се одржа со мене и го чекаме филмот, иако е 2-3 години веќе е завршен, само уште малку, затоа што тоа го кошташе многу. Се надевам ке излезе, кај да е, но последниве години скрос, иако преку суд ја барам правдата, судовите се многу бавни, но иако се бавни, после 3-4 години и во двата спора, и против МН-та, и против второстепената комисија, владина комисија за филмскиот фонд или филмската агенција, која што бесправно ме дисквалификуваше, ги добив, владата или владините институции се тие кои што не ги почитуваат одлугите на судот, например, и сега тужам, правам, годините врват. Вишка, како успеа да влезеш во Холивуд? Точно ли е информацијата дека преку Facebook моабет стигна до Холивуд? Па видете, мене вратите ми се затворија уште пред 25 години, уште пред од 2001, поточно и понатаму, значи како дојде дуј на власт, одеднаш почнав, нели, како што сум нормално све зборувам што мислам и мислам како зоон политикон, како што секој човек, поготово јавна личност, треба да ги искажува своите мисли.
Уште тогаш дуи тоа го сватија како значи чим си против нас почна сопките ми се затворија, сите врати ми ги затворија. И од таа страна и од друга страна. Така да кога ќе ти ги затворат сите врати, си отворив прозор кон светот. Затоа што долги години одеднаш од кариерата јас ја почнав уште како студент и играв по 3-4 представи, по филмови, по серии и одеднаш све прекина и тоа психолошки многу ме поремети, знаеш, кога работиш и одеднаш немаш ништо што да работиш и реков сега е време да најдам работа надвор. Затоа што светот е сепак голем, не е само Македонија. Македонија е 2 милиона вкупно, дали се или не се, а светот е 7 милиарди. И мислам дека имам квалификации и квалитети да се тркам и во светски рамки. Така да, случајно со една пријателка од Сараево, која што ми имаше гледано на една представа во Сараево, кога гостувавме со татко, мислам дека на Стримберг, на Унковски представата, и кажав, не за вака, ништо не работам. Како бе, ти не работиш ништо, па ти си врвен глумец, знаеш, по тоа што го видов. И таа ме спои со една, тогаш беше новинарка, која што сакаше да стане агент. И реков, окей, ја веќе без спремив како и вебсайт, и шоурилс, и CV, све тоа што се бара во Холивуд, и со нејзе разговаравме, викам, влеговме нели во разговор преку Skype, викам, ова е моментот, ти како агент треба да идеш да бараш кај има кастинзи, што има кастинзи и да ме понудиш мене. Утре се ќе биде во ред. Утре се ќе биде во ред. Утре се ќе биде во ред. Како ја оценувате денеска македонската кинематографија? И па и театарската. Кинематографијата нема што ја оценам, ја оценуваат публиката, оценуваат не верувам многу на што се вика на награди наваму натаму, затоа што има милион фестивали по светот. Но публиката е таа што ја оценува. И има изблесоци одлични, значи одлични, но тоа се све инциденти кои што луѓето кои што го работат дале све од себе, што се вика, некогаш со никаква поддршка од агенција за филм, затоа што таму тоа е невиден лопов лук, ностоп го кажуваат сите од антикорупцијска до секакви, што се вика, дека таму само се краде и ништо не се прави, но благодарејќи на ентузијасти кои што се одлични ентузијасти, има изблесоци, но тоа се инциденти. Не е како стратегија, например, како едно Косово кое што од војна излезе, има секоја година по 2-3 филма кои што стигаат по најголемите фестивали, да не кажам и на Оскар стигна, нормално нашите стигна, но многу поголем успех имаат. Дали се водиме според девизата молчењето е злато? Да, се разбира, овде цела држава така работи. Молчењето е злато, цела држава така функционира, но испаѓа дека не е злато, затоа што од 97% на продуценти или филмски работници што ги знам не се воопшто задоволни, но си кјутат. Ретки се тие кои што зборат, ретки се тие кои како ја што ги тужам и се борам со нив. Да, тоа ме остава без проекти овде веќе неколку години, ништо не ми дават никако, ме дисквалификуваат бесправно до таму што кај да е, мислам, ако проработат побрзо, судниците ќе се судат и за кривична одговорност, значи злосторничко здружување неколку лица и луѓето мислат дека молчењето е злато, но не е баш така. Вие во една прилика велите да се биде добар човек е најтешка работа. Дали денес, за да се биде, кога некој ќе биде оквалификуван или окарактеризиран како добар човек, всушност не е салам? Да. Баш се
Баш сега читав еден монолог и го поставив од Шекспир, сонет 66, уште пред напишан или за време на Шекспир, кој што е одлично и за денеска. Знаеш, ова искреноста или вакво вика искреноста слободен превод би било како глупост ја рачунаат. Значи, ако си искрен, ако си добар, глупе овој мислам или што викаш ти не салам или наивен. Влеговте и во политичките. Води бевте и специјален советник на министерот за култура. Па не е тоа политички, јас сум политички активен цел живот. Значи нема човек што не е политички активен. Значи политички активен си ти кога гласаш, политички активен е кога искажуваш мислење. Значи нема секој човек, секој интелектуалец се зовам политикон. Не ги разбирам луѓето кога викат не се бавам со политиката. Политиката се бави со мене за жал. Значи ние зависиме како уметници од политиката. Ние не сме голема држава, например, каде што можеш од приватни пари да правиш серии, да правиш филмови, да правиш театарски представи. Ние сме мала држава која што све мецената, главен мецена на уметноста и нема друг мецена, е државата. Со тоа се политичките партии, со тоа се политичари. Така да на политичка партија никогаш не сум припагил, затоа што на ниедна прво не сум верувал доволно за да се вклучам, знаеш, на луѓево, за да бидам дел од таа тајфа или банда. Не се појавила таква, што се вика, сум се дал во располагање на луѓе кои што, како например тогаш министер за култура која влезе Асаф Адеми, кој што се знаеме од гостивари, ми рече, те молам, ми треба твојата помош и поддршка, вика, за да направиме нешто. Бевте и одреден период веде директор на гостиварскиот театар. Не, бев директор. Директор, Да. Дали тоа не е врз основа на поддршка политичка, да речем? Две работи, кога ме викна Асаф да станам, нели, да го поддржам, ме викна во неговата канцеларија, која што он има огромна фирма во Соравија на 2 спрата е како Google. Тој работи IT, работи нешто што се вика програми и такви работи за Норвешка, за Шведска. И кога влегов кај него, кога видов канцелариите, како на Google, онака многу убаво. Со 150 вработени. Викам, ти од овде сакаш да одиш во Министерство за култура. Што ти треба тоа? Вика, ме молат, морам. Али јас без тебе не влегувам. Дали шеф на кабинет, да ми станеш, викам, ја шеф на кабинет не можам, затоа што јас сум актер пред се. И сакам да имам таа слобода кога ќе имам проекти да можам да си отидам без ваква. Викам, шеф на кабинет, озбилна работа од сабајле до навечер, па не можеш таква слобода. Ја викам, можам да ти бидам советник некаков, да бидам покрај тебе за сите работи, нели, пошто ги познавам работите колку толку и луѓево во културата, викам, можам да ти помогнам како советник, но имам ја две работи, викам, кои што ќе побарам од тебе да ги направиме, за да знам дека зашо влегуваме. Што? Викам, законот за култура, да го донесеме што побрзо и да го отвориме театарот во Гостивар, кој што 30 години веќе се бориме и немаме театар. Вика, тоа е мојата идеја, вика, влегуваме и ние за 6 месеци го направивме театарот. Колку денеска Висар Вишка е приватно и професионално исполнет? Што ве плаши? Приватно сум многу исполнет со моите одлични деца. Уживам во секој момент и воопшто не ми е криво, например, да, некојаш ми е криво што креативно не се изразувам, не работам, што се вика креативна работа. Тоа е убиствено за еден уметник, креативец. Но се тешам и уживам со тоа што сум дел секој ден со моите деца, кои што тогаш си најважен кога се многу мали, после кога ќе пораснат не им требаше, што се вика. И наоѓам начини, ја пак работам, пак конкурирам и надвор, и внатре, и значи со креативна работа, пак се бавам, што се вика, но не сум дел од институционалните проекти во Македонија. Повеќе чекам за надвор. Ме плаши
ме плаши тоа дека се повеќе и повеќе се убедувам дека нема да биде оваа држава. Ме плаши дека сега е моментот, овие година, 2, 3, ако не се сменат, значи тотално работиве, дека нема да живееме веќе во иста држава. Ако поминеме, ако се помрнат работиве, мене ми дава, што се вика, се надевам на новите генерации, на тие што се Gen Z или таквите генерации, кои што не се толку отруени од овие глупави или некои мислења кои што се останати од или стравови од времето на УДБА, или ние уште не сме расчистиле со УДБА која што владее со Македонија. Ако не расчистиме ние со инсталациите на УДБА што ја водат државата и кои што ги кочат сите процеси и кои што ги кочат сите слободоумни луѓе, мислам дека нема да ја биде државата, тоа ме плаши. Ако тоа не го направиме што побрзо. И на албанците, и на македонците им е јасно дека оваа земја ќе функционира единствено кога ќе биде искоренет криминалот и корупцијата. Оние што извикуваат пароли за да се спасат некого од затвор, да спасат некого од затвор, навистина не знам како ќе останат да живеат во оваа земја кога правдата ќе биде задоволена. Тоа е, знаеш, каков народ, таква држава. Све е тоа поради народот. Народот е многу исплашен, многу кроток. И не знам како да кажем, ако ние како народ не почнеме да ги условно кажано плукаме криминалците, а не да ги величиме. Значи, кога ќе помине некој, знаеш ти дека тој градоначалник или политичар, дека има украдено, дека поради тоа што има украдено, некои изгореле живи души или ово, и ти идеш и, знаеш, народот го велича него. Ако не почнеме ние да создадеме свест, да ги плукаме тие луѓе, да им свртиме грб, да не ги послужиме, да не ги на улица, да не се осеќаат лагодно кај да одат по улица, да се чувствуваат лошо, ние ништо нема да се смени. Ако не почнеме, не знам сега, не викам не сакам поречно да ме разберете, па сега кривично да ми удрат на граѓанска непослушност. Ако, не знам, почнувајќи од најмалите работи, ако некој се паркирал пред, ми се случи еден ден, не можеше да се качи во зградата, затоа што има огромен X, дека тука не сме да се паркира, затоа што е за колички, за инвалид, не можеше инвалидот едвај, го искачивме преку скали, а он се паркирал таму. И јас му ги извадив, некои само им ги дигаат, нели, брисачите, ја му ги извадив брисачите и му ги фрлив. Значи, треба да му се скрши. Да, ако те фатат, ќе го јадеш, што се вика. Но премногу кроток народ сме. Значи, гледаме ние во најголемите демократии, гледаме во Франција, во Норвешка. Норвешка не станала ваква затоа што се тие мирни. Него некогаш нешто се побуниле како што треба и веќе никому не му оди на памет. Франција ностоп гори. Мислам, Англија, Германија, се затвараат, тоа се случува, како да кажам, секој месец се случуваат такви работи. Мојот професор, Бог да го прости, Љубиша Георгиевски, нема интервју без да го спомнам, затоа што многу имам научено од него. Тој вика, демократија е секојдневен државен пуч. Демократијата е секојдневен државен пуч. Значи, за да опстои една демократија, мора да има секојдневна борба. И не мислам на борба ке се собереме со транспаренти и толку. Мене ме викаат, дајте да протестираме за... Шо да протестираме за воздухот? Ке излеземе пред владата и овона? Не. Кој е најголем загадувач? Дали е ОКИС, дали е овона? Ке отидеме, ке го затвориме. Ке го затвориме, да не работи. Значи, ке се врземе ако треба. Мислам,
Тоа како што го направија во Тетово и го добија, ја затворија фабриката. Значи треба порадикално. Ние нема никогаш да направиме држава ако не се охрабруваме и ако не станеме похрабри. Благодарам што издвои време за гостувањето. Благодарам на поканата. Висар Вишка, актер. Следува рубриката Знаење што менува. Во светот каде што практичните вештини и знаењето ја дефинираат иднината, СЕМОС академиите отвараат врати кон нови можности. Со програми акредитирани од МОН, студентите стекнуваат сертификати од водечки светски брендови, работат на реални проекти и се подготвуваат за пазарот на труд. Во ова видео, Бодин Попов, менаџер на СЕМОС академиите, објаснува како академиите комбинираат теорија, пракса и нови технологии, вклучително и вештачката интелигенција, за да ги подготват студентите за иднината. Погледнете како академиите во СЕМОС едукација може да ја трансформираат вашата кариера. Кога зборуваме за образование и професионален развој во нашата земја, СЕМОС едукација е еден од најпрепознатливите, најуспешни примери. СЕМОС едукација повеќе од 3 децении им помага на луѓето да развијат квалитетни вештини и успешни кариери во области кои што се најбарани. Во изминатите години, илјадници студенти, професионалци и компании имале можност да ги посетуваат нашите програми кои што се насочени кон практична примена, иновација и поддршка на индивидуалниот развој. Она што на вистина ја издвојува СЕМОС едукација е фактот што нашите програми се акредитирани од Министерство за образование и наука и Центарот за образование за возрастни. Тоа представува дополнителна гаранција за квалитет и признаеност на национално ниво. Дополнително, нашите студенти добиваат меѓународни сертификати од компании како Microsoft, AWS, Oracle, Cisco и многу други глобални лидери, што им обезбедува предност на светскиот пазар на труд. Тоа им овозможува на студентите не само да стекнат знаење и вештини, туку и признати дипломи и сертификати што важат во Македонија и во странство. Ова представува огромна предност за сите оние кои сакаат да изградат кариери со меѓународна перспектива и да бидат конкурентни не само на локалниот, туку на глобалниот пазар на труд. Покрај класичната настава, СЕМОС едукација овозможува современи методи на учење преку реални проекти, симулации, вежби и други технологии. Веруваме дека вистинската вредност на образованието е тогаш кога знаењето веднаш може да се примени во реалниот живот и во професионалната средина. Нашата мисија е јасна, да им помогнеме на младите, но на искусните професионалци да ги надоградат своите знаења, да ја зголемат својата конкурентност и да станат дел од глобалната заедница на успешни луѓе. СЕМОС едукација не е место само за учење, тоа е заедница која инспирира и мотивира и отвара врати кон иднината. Исто така морам да го споменам и нашиот кариерен центар, кој е еден од клучните сегменти на СЕМОС едукација. Во СЕМОС учењето не е само теорија. Тука студентите добиваат реални проекти, користат современи технологии и добиваат практично искуство кое директно ги подготвува за предизвиците на пазарот на труд. Преку кариерниот центар, студентите имаат можност да се поврзат со повеќе од 150 партнерски компании од различни индустрии: IT, дизајн, маркетинг и многу други. Тоа значително ги зголемува шансите за пракса, професионално усовршување и брзо вработување по завршување на академијата. Она што е особено важно е фактот дека кариерната поддршка не завршува на последниот час од програмата, туку студентите добиваат насоки за развој на професионално портфолио, подготовки за интервјуа и постојана поддршка во градење на нивниот пат кон успехот. СЕМОС едукација на тој начин станува повеќе од едукативен центар. СЕМОС станува партнер во создавањето на професионалната иднина на секој студент. Наставата во СЕМОС се одвива во мали групи, што овозможува индивидуален пристап и директна комуникација со предавачите. Нашите предавачи не се само теоретичари, туку професионалци кои доаѓаат од индустријата и имаат долгорочно практично искуство. Тие не пренесуваат само знаење од книги, туку и реални примери, искуства и предизвици со кои што се соочуваат во нивната работа, што на студентите им овозможува да стекнат реална слика за индустријата во која што избрале да работат. Покрај тоа, студентите имаат можност да учат со голема флексибилност. Наставата може да биде организирана со физичко присуство, онлайн или комбинирана настава, зависно од потребите и стилот на секој студент.
Ова значи дека без разлика дали некој од Скопје или друг град или надвор од земјава, секогаш постои можност да најде начин да биде дел од СЕМОС заедницата. СЕМОС едукација нуди широк спектар на академии и обуки. Вештачка интелигенција, сајбер безбедност, тестирање на софтвер, графички веб дизајн, дигитален маркетинг, индустријски дизајн и многу други програми. Тоа значи дека секој што сака да се развива, без разлика дали е почетник или искусен професионалец, може да дојде на академиите што одговараат на неговите потреби и цели. Она што ја прави СЕМОС едукација посебна е фактот што програмите се современи и постојано усогласени со потребите на пазарот на труд. Ние внимателно ги следиме светските трендови во соработка со компании од Македонија и странство, создаваме курикулуми што одговараат на реалните потреби на индустријата. На крај да пробам да одговорам на главното прашање зошто да се избере СЕМОС едукација и нашите академии. Затоа што тоа инвестиција не е само во образование, туку и во својата иднина и стекнување на реални вештини кои што ќе ви помогнат да бидете конкурентни на пазарот на труд. Тоа беше се за вечерашното издание на ТВ магазинот Трилинг. Останете со програмите на телевизија 24 и ви закажувам нова средба за идниот петок во исто време. Во меѓувреме читајте на trilling.mk. Довидување од мене.